Наглата промена на времето и високите температури до 32 степени Целзиусови во попладневните часови не влијаат добро врз здравјето на луѓето, посебно на хронично болните. Граѓаните велат дека постепено се прилагодуваат на високите температури, меѓутоа сепак се жалат на паѓање на притисокот и главоболки. Немам проблеми јас. Некои може да имат, кои имат и јас имам некои болки, али немам проблеми од топлото време. Па имам проблеми. Топло е времето многу. Главата ќе боли, тоа е работа. Таблети, притисок, мачнина. Па добро, ја сам навикнен на тие работи. До сега не е проблем. Од Центарот за јавно здравје вела дека се уште немаат посериозни случаи кои се пријавени кај нив, меѓутоа апелираат до граѓаните да внимаваат и да не излегуваат во периодот кога е најтопло. Генерално немаме некои проблеми во моментот, ниту пак некакви пријави од страна на матичните лекари за зголемување на број во делот на гастроентероколит или некакви други останати заболувања во нашите служби. Значи состојбата е мирна и одговара за овој период од годината, но сепак препораките остануваат вообичаени како за секоја година во овој период од годината. Носење на лесна облека, пиење на повеќе течности, значи храната треба да биде потечна и да содржи повеќе витамини. Значи јадењето на овошје и зеленчук секогаш е многу добродојдено. Неизлегувањето на сонце, иако сега температурите и не се толку многу, мислам, немаме уште алерти, најави за топлотни бранови, се уште немаме. Ние согласно најавите секогаш ќе известуваме и ќе соопштуваме согласно препораките и плановите кои што се предвидени од Хидрометеоролошкиот завод и другите институции за состојбата и за однесувањето согласно состојбата. Меѓутоа сепак е препорачливо да не се излегува на сонце кога е најтопло. Хроничарите задолжително да си ја користат својата терапија пропишана од матичен лекар. Ѓорѓовик додава дека посебно хронично болните треба редовно да ги посетуваат матичните лекари и да ги извршуваат потребните контроли и да ја користат предвидената терапија.